Колега Сугаревски, овде гласно, како што го говорите, вие само убедете го вашиот лидер да дојде, па и тајно ќе го сослужи анкетната комисија, само за да ја дознаеме вистината. Во врска со тоа, кој бега, одговорот е многу јасен. Секој барање за избори, вие кои што го поднесувате, ние го прифаќаме и на сите избори победуваме. И сега, кој бега од избори, цела јавност гледа, меѓутоа нема кај да одите. Од изборите нема бегање и на овие избори ќе доживеете пораса и сами сте свесни какав пораз ќе доживеете. Колега Сугаревски, цела македонска јавност виде фалсификувани лични карти, пасоши, бугарски пасоши, лажни швајцарски сметки и така натаму. И како што кажа ви Браќанска, во медиумите видовме и се надевам, бидејќи вие имате обичај да ги етикетирате медиумите, нема сега да речете, да смислите дека она што сме го виделе па овие медиуми го снимиле, односно ни снимиле нас да гледаме некој филм, фабрика за лажни лични карти, пасоши и сметки на чауш. Она што беше објавено во медиумите дека се пронајдени десетици илјади разговори во компјутерот на Захир Бекири беше потврдено од јавното обвинителство. Почитуван колега, токму вашиот лидер беше гостин на една од националните телевизии каде кажа, односно призна, дека Захир Бекири е член на СДСМ и дека токму тој има редовни средби со него. Покрај овие прислушкувани разговори, за кои вашиот лидер уверуваше дека ќе останат кај него, а ќе ги предаде единствено на Катица Јавенева, тој одлучил да му ги даде на чување на овој вашиот чауш. И како по обичај, вашиот лидер ве закопува во калта и денес цел ден, еве веќе 18 часот и 20 минути, вие се обидувате, се мачите да излезете од калта, ама не ви оди и на оваа тема. И таму сигурно по нарачка на вашето раководство повторно биле произведени лажни лични карти, пасоши, странски сметки и така натаму. Колега Сугаревски, шемата на вашето раководство е пробиена. Се би било добро осмислено, меѓутоа за жал не ви бил смислен овој крајен исход. Откриена ви е шемата со бугарските пасоши, со лажните лични карти и можебе вие еве денес во оваа контралеприка ќе можете да ни одговорите и мене и на целата јавност кои се и како се украдени тие 120.000 идентитети. И покрај тоа што раководството ваше ве поставило за координатор на пратеничката група, сметам дека не смеевте денес да си дозволите да браните луѓе кои што ја подкопуваат стабилноста на татковината, луѓе кои што ја уништуваат Македонија и ако сакате да придонесете за стабилноста на Македонија, се уште имате време да се вклучите и сите заедно како парламент да ја обелодениме во јавноста вистината за Македонија, онаа вистинска вистина за Македонија.